По првомајските и ѓурѓовденските празници цените на добитокот на пазарот во Облишево се вратија на нормала, со тенденција дополнително да паѓаат. Ако пред празниците јарињата се продаваа по 170 до 180 денари за килограм жива мера, а јарињата и до 140 денари за килограм жива мера, сега тие се намалени за по 20 до 30 денари. Продаваме јариња, донесуваме на пазар. Која е цената? 120, 130, 120. Така, има ли заинтересирани? Слабо купувачи Трговците ги немаат склопен. Нема, нигде тука нашите немат пари и не може да си купат. Колку кози чувате? Па имам 50 кози. И дали си исплати на крајот? Не, ништо не се исплати, скапа храна, не се одржува, нема, млекото нема што да го правиме. На паша мораме да ги тераме, нема дома, не може да издржиме, дека ќе издржиме. Преку зима собираме дома ги чуваме, дека ќе тераме. Дали пред празниците имаше така поголема? Имаше пред празниците, траже по 140 тога иде, а сега застана, не иде више. Денеска јагне можеше да се купи за 160 денари за килограм, а со ценкани и за 150 денари за килограм жива мера. Почетната цена за пазарање на јарињата изнесуваше 130 денари, а зорлиите ги продаваа и за 110 денари за килограм жива мера. Моментално е цената до 160 денари. А пред празникот дали имаше повисока цена? Беше малку повисока, меѓу тоа сега не е сигурно и така не оди. Колку имате јагниња за продавање? Па околу 20 комада сега моментално во ова состојба. Има ли заинтересирани? Слабо, многу слабо. Луѓето слаби се со пари. Па веројатно финансијата тоа е. Па видимо, немаме друга ситуација. Тоа е тоа. Субвенциите помагаат или не? Помагаат, меѓутоа уште ги нема. Денешниот пазар го карактеризираше с големена понуда на телиња, јунци и крави. Сточарите велат дека трговците ги нема да откупат по големи количини. Локалното население пак како да нема пари за квалитетниот добиток,